Општина Босилово размислува или редуцирање на бројот на вработените во трите основни училишта или ингеренциите од образованието да ги врати на Министерството. Вака најави градоначалникот на Босилово Ристо Манчев, кој тврди дека дури 96% од блок дотациите од државата одат за плати на вработените, а останатите пари се за исплата на електрична енергија, превоз, грејење, што не е доволно за одржување на училиштата. Значи, пред нас се две опции. Едната опција е да започнеме процес на рационализација на бројот на вработени во училиштата, затоа што со години имаме пат на бројот на ученици во училиштата, а за жал континуирано се зголемува бројот на вработени во училиште и како резултат на тоа рече сите средства се наменети во насока на исплата на плати. Значи, тоа е едната ситуација и другата ситуација да ги вратиме надлежностите на Министерството за образование, затоа што навистина е тешка и неодржлива состојбата во училиштето кои се имаат блокирани сметки. Градоначалникот Манчев вели дека последниве години во училиштата во општина Босилово се зголемил бројот на просветни работници, а бројот на деца се намалува. Со директорите на училиштата се прават анализи и ќе се донесе соодветна одлука што понатаму, бидејќи училиштата имаат и околу 5 милиони денари долгови. Секако дека со почетокот на учебната година ние ги преземаме сите мерки, општината, училиштата да бидат подготвени за редовно и непречено одвивање на образовниот процес. Меѓутоа, секако, значи, останува фактот дека состојбата е многу сериозна, со големи долгови на училиштата, како што потенцијално 4 милиони и 800 илјади денари или околу 80.000 евра е долгот на трите основни училишта во општина Босилово и се соочуваат со проблеми со сервисирање на врските према добавачите. Босилово не е единствената општина и Радовиш најави дека ќе ги враќа ингеренциите на од образованието на Министерството со оглед на се помалиот трансфер на пари од државата, а се поголеми обврски на општината во поглед на одржување на самите училишта.